Струмичкиот бизнесмен Ристо Крмзов, осомничен за затајување на данок и регистрирање на фантом фирми, преку кои цицало државниот буџет со поврат на лажен ДДВ, е дома без пасош, а за телесна повреда луѓе завршуваат во притвор. Дел од адвокатите кои работат кривични постапки се чудат на однесувањето на обвинителството, кое за кумот на заеви побара да остане само без пасош, со оглед на тоа што се работи за организиран криминал и штета на државната каса од над 14 милиони евра. Не можам реално образложение да најдам зашто не се води постапка против некој друг, затоа што тие институции се многу битни за вршењето на кривично дело. Човек надвор од тие институции не може да го направи тоа кривично дело, а тој првиот што, како би рекол, е врв на пирамидата, поминува само со мерки за безбедност, што исто така е многу чудна работа. Засега обвинителството води предистражна постапка за Крмзов. Тој е сослушан во судот минатиот месец, додека УЈП и МВР му ги претресуваа фирмите и становите. Покрај него, обвинителството сослушало уште тројца, но тие веднаш се пуштени и не стигнале ниту до судот. Ниту тогашната директорка на УЈП, ниту директорката на Централен регистар. Никој не е офатен во претистрагата, иако е очигледно дека Крмзов, без поддршка на институциите, не можел да регистрира фиктивни фирми и да зема лажен ДДВ. На прашање на Алфа што прави обвинителството за организиран криминал во врска со случајот, одговори Акусо. Обвинителот презема действија. Предметот за кој покажувате интерес е во предистражна постапка и по него активно постапува предметниот обвинител преземајќи действија во насока на расчистување на случајот. И државниот обвинител во гостување на јавниот сервис веднаш по претресите не беше сигурен дека има доказан материјал за струмичката империја на Крмзов, направена преку криминална шема. Било многу рано за да може да знае. Засега е многу рано, се работи за предистражна постапка, со тоа што еве во моментов само што ме известија, сослушани се 3 лица пред јавниот обвинител, со тоа што за едно лице е предложено мерки за предпазливост, за одземање на патната исправа и за јавување во судот. Според информациите, над 8 милиони евра се префрлани на сметки во Турција од фирмите на Крмзов, кои што се задолжувале во пропаднатата банка Евростандард. Крмзов веројатно имал спрека и за јавното обвинителство, чии предмети за поранешен сомнеж за криминал биле чувани во фиока. Ако не било така, упатени коментираат дека и немало да дојде до милионската штета во Евростандард банка. Воедно, истрагата ја вклучува и царинската управа, каде за еден камион увезувана роба се плаќало царина од само 1500 евра, а за истата роба во последниот период по смена на раководството на царина се плаќало дури за 15 пати повисоки давачки. Фрапантно е како директорите на УЈП, на Централен регистар и тогашната царинска управа останале слепи на ваквиот криминал.